почитувани граѓани, почитувани медиуми. Скандалозните одлуки на градоначалничката од ВМРО ДПМН, Даниела Арсовска, продолжуваат на директна штета на граѓаните на градот Скопје. За само 10 дена, Арсовска го менува директорот на јавното предпријатие Градски паркинг, кадар ВМРО ДПМН. Новиот директор на јавното предпријатие Бојан Христовски е контраразузнавач, поранешен припадник на Управата за безбедност и контраразузнавање, кој нема добиено безбедносен сертификат за да може да се префрли во Агенцијата за национална безбедност. Неговиот татко пак бил учесник на протестите и насилниот упад во собранието на крвавиот четврток на 27 април. По ниту еден професионален критериум, Христовски не е соодветно решение за да води јавно предпријатие, освен што е кадар на ВМРО ДПМН. Дополнително, Арсовска со промената во периодот од 10 дена на директор ги потврдува сомнежите дека поставува некомпетентни кадри на високи раководни позиции во градот. Зашто Арсовска го има наградено Христовски со директорски ангажман? Арсовска треба да излезе пред граѓаните и да одговори на овие прашања. Почитувани, се што Арсовска направи во овие скоро 3 месеци од мандатот е на штета на граѓаните и градот Скопје. Арсовска го прекина Бас Рапид Транзит системот, поништи оглас за вработување пожарникари, наместо бесплатен превоз воведе нов, поскап билет во ЈСП. Во време на енергетска криза не предвиде ниту еден денар за антикризни мерки. Ги остави скопјани сами да се снаоѓаат со поскапувањето на парното, а јавните предпријатија и установи, како и администрацијата на град Скопје, ги наполни со кадри од ВМРО ДПМН. Арсовска и ВМРО ДПМН ниту можат, ниту сакаат да работат за интересите на граѓаните. Скопје и скопјани не заслужуваат градоначалничка која наместо решенија нуди само оправдувања за проблемите на граѓаните. Ви благодарам.